со полн капацитет да даде свој принос, such as the power to administer the law, the ongoing judicial reforms are a reminder that the justice sector. It is March. Почитуван господине Джемаили Сеити, судија на Врховниот суд и председател на Сдруженијето на судиите. Почитувана господја Нина Соумалајнен, шефица на мисијата на ОПСЕ во Скопје. Почитуван господине Джес Бејли, амбасадор на Соединетите Американски држави. Почитувани амбасадори од другите амбасади, почитувани министри во владата, почитувани судии, гости, представници на граѓанските организации. Ми представува чест што ми е укажана прилика да се обратам пред овој ценет аудиториум по повод Денот на правосудството во Република Македонија. Сакам веднаш на почетокот на ова моје обраќање да потенцирам дека владата што ја предводам секогаш ќе биде на позицијата на поддршката на строгата поделба на трите столба на власт: законодавната, извршната и судската. Истовремено, апсолутно сум застапник на концептот дека за почитување на интегритетот на судиите и за нивната самостојност и независност, тие самите, ни својата пракса, да ги препознаваат можностите за нивното усовршување, како и да ги препознаваат застранувањата и за нив да разговараат и да ги отстрануваат со помош на механизмите внатре во правосудниот систем. Самостојни и независни, судиите се истовремено и јавното лице на правдата. Лицето на правдата, украсено со честниот интегритет, е олицетворение на чуварите на правдата и правото, на чуварите на владење на правото. Од вас, судиите, граѓаните го очекуваат тоа и го очекуваат со право, бидејќи вашите одлуки имаат сериозно влијание врз животот на граѓаните. Бидејќи кога судиите не ги исполнуваат високите стандарди на интегритет, независноста и непристрасноста, кои што се очекуваат од нив, довербата се разнишува и до израз доаѓа вознемиреноста на јавноста. Тоа е така зашто корупцијата му нанесува сериозни штети на интегритетот, ги подкопува самите темели на демократската држава, регулирани со владење на правото. Како резултат на тоа, системот и институциите почнуваат да се распаѓаат и да ја губат и изгубат својата суштествена улога. Република Македонија се соочи со една таква состојба и закана. Правосудството беше оттргнато од прегратките на јустиција, божицата на правдата и беше фрлено во прегратките на политичката моќ. Штетите од оваа појава се длабоки. Сепак, прогресивните сили во нашето општество и здравите ткива во правосудниот систем го запреа овој процес и застанаа на позицијата дека судството мора да биде ослободено од стегите на политиката и дека неговата независност мора да биде признаена и загарантирана од сите гранки на власта. Почитувани, ова е моментот во кој се поврзуваат точките во моето обраќање до вас. Во хиерархијата на моите обврски како прв представник на извршната власт, врвен приоритет е обезбедувањето услови за целосна рехабилитација на правосудниот систем, за да се обезбеди независноста и самостојноста на судиите и на другите функционери во правосудството. Тоа е фундаментот на кој треба да се издигне и да дојде до израз интегритетот на судиите и на обвинителите. Интегритетот останува ваш личен влог на секој од вас поединечно. Да биде дел и да биде вграден во новото лице на правосудството во Република Македонија. Оттаму, реформите во правосудството се од суштинска важност, особено имајќи предвид дека овој сектор во Република Македонија беше предмет на остри критики од домашната и меѓународната јавност во изминатиот период. Владата на Република Македонија е посветена на спроведување на суштински реформи во овој сектор со цел враќање на довербата на граѓаните во правосудниот систем, подобрување на пристапот до правда за сите граѓани, како и целосно владење на правото. Унапредувањето на судскиот систем и неговото функционирање како самостоен и непристрасен дел од носечките столбови на државата представува клучна предпоставка за развитокот на Република Македонија како демократски правна држава и мултикултурно општество на еднакви во слободата и правата граѓани. Ефективното, квалитетно и правично правораздавање
е средишен постулат на начелото на владење на правото и на хуманиот и одржлив развој на македонското општество, како заедница заснована врз правото како една од највисоките општо цивилизацијски вредности. Имплементацијата на овие основни принципи е сложен процес и бара посветеност и истрајност за остварувањето на крајната цел кон која се стремиме – ефикасно, независно и самостојно судство. Ова 2018 година ќе биде година на најважните правосудни реформи откако Македонија е држава кандидат за членство во Европската Унија. Минатата година владата усвои новата стратегија за реформи на правосудниот сектор 2017-2022 година. Оваа стратегија беше направена врз основа на темелни консултации со сите релевантни чинители и со целосна подршка од Европската Унија. Сдруженијето на судии беше активно вклучено и даде вреден придонес. Токму, согласно оваа стратегија, годинава се очекуваат темелни реформи на судскиот совет, на начинот и критериумите за избор и разрешување на судиите, на работата на Академијата за судии и обвинители и на сите други еднакво важни сегменти на правосудниот систем. Овие потфати ги очекуваат граѓаните од нас и затоа со сите сили треба да работиме на спроведување на кредибилни правосудни реформи со учество на сите стручни, општествени и политички фактори. За таа цел водиме активен диалог со опозицијата во Собранието за постигнување на политички договор за законите од областа на правосудството и деновиве ќе се видат резултатите од тој диалог во Собранието. Јас сум среќен што се гради национален консензус за вака сериозна реформа. Исто така, за да овозможиме простор за дискусија и влијание на професионалната правосудска фела и стручната јавност, формиравме совет за следење на имплементацијата на стратегијата за реформи на правосудниот сектор, кој започна да функционира веќе имаше 2 седмици. Ја користам оваа прилика да ги повикам сите чинители пред се правосудните институции, да ги надминеме нашите дневни разлики и да изградиме широк општествен консензус околу насоките и правецот за реформа на правосудството, бидејќи овие прашања засегаат во секојдневието на секој граѓанин. Клучна улога во имплементација на стратегијата има јакнењето на свеста кај сите одговорни фактори за потребата од реформи и од тоа зависи успешноста во функционирањето и развојот на правосудниот систем, што е наша заедничка цел. Почитувани, со својата работа Сдруженијето на судии на Република Македонија дава огромен придонес во враќањето на достоинството, како и на улогата на судиите и судската власт во Република Македонија. На Република Македонија и треба силна, независна и професионална судска власт, која нема да потклекне под каков било притисок од владата, собранието, политичките партии или кој било друг центар на политичка или било каква друга моќ. Нашата определба е законите и другите стратешки документи да ги изработиме перфектно. Но најважно е луѓето во судската, извршната и законодавната власт да ги пременуваат доследно и правилно во интерес на владење на правото и во интерес на граѓаните, за чија јавна доверба сите институции постојат и постојано треба да се борат. Владата на Република Македонија, сериозната заложба за спроведувањето реформи во правосудството, чија основна цел е враќање на довербата во институциите преку обезбедување правна сигурност и пристап до непристрасна и квалитетна правда за граѓаните, ќе ја преточи и во пракса. Денес, повеќе од кога и да е, судската независност е суштинска гаранција за вредностите за кои се определи и што ги застапува Република Македонија. Тие се суштински дел и од европските вредности за кои што се залагаме. Нашата целосна имплементација е гарант за ефикасно демократско општество во кое владее правото и во кое сите граѓани без исклучок се еднакви пред правдата. Тоа е нашиот единствен плат. Нека е честито денот на правосудството во Република Македонија. Благодарам.